Чадот од металуршкиот комбинат Југохром во околината на Тетово со години го загадува Полошкиот регион. Тетово се искачи на врвот на скалите кои мерат загаден воздух во Европа. Тетовчани пак со години дишат, особено во зимскиот период, дишат екстремно загаден воздух, понекогаш 10 до 20 пати над дозволените граници и никако не можат да утврдат каде е главниот виновник. Деновиве институциите, властите во Македонија презедоа една мерка. Инспекцијата донесе одлука да се затворат печките во металуршкиот комбинат Југохром. Вечерва во 10-минутното интервју на ТВ21 гостин е директорот на Југохром. Господине Васко Скендеровски, јас ви благодарам што дојдовте и ја прифативте поканата од ТВ21. Сигурна сум дека многу прашања овие денови ви поставуваа новинарите. Дали се печките конечно оладени денеска? Да. Од синоќа на полноќ, односно од 24 часот, веќе неколку часа, 19 часа, печките воопшто не се во функција. Што е со вработените во Југохром? Па се уште го немаме донесено конечниот став, значи денеска имавме, јас бев на пат службен надвор од Македонија до синоќа. Денеска имавме состанок со бордот на директори, заедно и со сопственикот допатува специјално заради оваа вонредна состојба во која што се најде комбинатот. Направивме неколку заклучоци, донесовме неколку заклучоци во кои се однесуваше на тамошните активности во делот на изградбата на системот за отпрашување, постапките, значи сите оние правни начини како можеме повторно да комбинатот да продолжи да работи, значи она барање што го имаме доставено до владата, и делот за вработените, во кој што утре јас закажав состанок со синдикатот при нашата организација, кој што легитимно бараат состанок, за да најдеме заеднички модел, да го најдеме во моментов можеби најтешкото, да го решиме најтешкото прашање, односно да најдеме некој оптимално решение за сите. Кое би било оптимално решение? Принуден одмор, привремено? Па, јас мислам дека ќе најдеме некој оптимално решение во кој дел ќе се содржи да бидат во најмала рака до крајот на 2016 година сите под редовен работен однос, а потоа нели имаат она право законско. Јас не сум правник по вокација, меѓутоа колку што се распрашав денеска ќе имаат право да бидат под заводот за вработување, односно да примаат некоја минимална. За колку вработени зборуваме? Зборуваме за 720 вработени. Господине Скендеровски, во јавноста перцепцијата беше дека Југохром едноставно не сака да го постави филтерот за кој имавте даден рок до крајот на октомври оваа година, а имавте 2 или нешто повеќе од 2 години за таа операција. Апсолутно неточна констатација. Значи Југохром ниту не сакал, ниту бил во ситуација да он може или не може да го направи тоа. Јас често пати, посебно овие денови, кога се актуализираше проблематиката со Југохром, кажав дека она барање кое што ние уредно го доставивме до Министерството за животна средина на 14 октомври беше пролонгирање за 18 месеци од причина што кога го добивме ова продолжување од 2 години, значи од 31 октомври 2014 до 31 октомври 2016 година за изградба на филтер станиците, популарно наречените филтри на печките на Југохром, се подразбираше генерално изvedба на градежните активности, кои што би кажал пак од објективни причини бевме спречени да ги правиме, затоа што градежната дозвола добивме на 18 јули 2016 година. Ние во неколку наврати на Министерството за животна средина му кажавме дека немаме градежна дозвола од, пак ќе кажам, објективни причини заради нерешено имотно-правни односи, поминување на детално урбанистичкиот план на општината Егуновце. Кога ја добивме во овие 3 месеца и 12 дена или вкупно околу 107 дена, мислам дека беа денеска токму ги броев, направивме повеќе од тоа што беше возможно. Значи, направивме бетонски фундаменти за погонот број 2, ги направивме проектите за челичните конструкции кои што треба во меѓувреме да се постават, така да мислам дека направивме максимум што може да се направи за еден период од 3 месеца и 12 дена. Дали институциите ви помагаат, дали сакаат да ја забрзаат работата или едноставно толку беше заплеткано имотно-правните прашања на локацијата на која се наоѓа сега Југохром? Па ние констатиравме, мислам дека рековте дека таму има имот на приватни лица. Да. Јас и прв пат тогаш се соочив со такви проблеми, значи веднаш после добивањето на оној продолжен рок од 2 години, после нова година, јануари-февруари 2015, ние констатиравме дека тука има големи проблеми и нема така лесно да се дојде до градежната дозвола. Апсолутно морам да кажам во ова интервју дека имавме максимално коректна соработка пред се со Министерството за транспорт и врски, кое што буквално ни помагаше и паралелно ја работевме таа градежна дозвола.
и конечно би рекол после многу перипетии, нели многу проблеми и така натаму како што споменавте вие, нерешени имотно-правни односи па промена на детален урбанистички план, на 18 јули одлуката, односно решението на Министерството за транспорт и врски беше правосилно за изградба на овие системи за отпрашување или филтер станици. Колку ќе трае изградбата на филтер станицата, колку што видовме на нашите снимки од пред некој ден, тоа е голема градба. Да, тоа се нови објекти, тоа се нови погони, тоа е нова фабрика. Мене беше чудно во една ситуација вчера, кога се вратив од пат, нели да се информирам за сето она што се случува околу Југохром, ги гледав буквално сите информативни програми и ми беше смешно и дури невкусно делуваше изјавата на еден политичар, може да го именуваме Лилјана Поповска, која што најави кривични пријави повторно до Југохром ако продолжи да работи и каже дека тоа се многу ефтини работи кои што филтри треба да се постават, не баре тоа треба нешто на оџаците. Значи тоа се нови објекти, нови погони, комплетно нова опрема. И еве, можеби ексклузивно за вашата телевизија да кажам дека тоа е проект кој што чини 12 милиона евра. Значи тоа се нови погони кои што треба да се направат за секој поединечен производствен погон кој сега е во функција на Југохром, треба да се направи нов погон каде што ќе се имплементира системот за отпрашување. Дали комбинатот со ова вложување потоа ќе може да продолжи стабилно да работи? Апсолутно да. Сепак, знаете како, кога доаѓаме во ситуација кога Југохром сега не е во позиција да работи, ние доаѓаме до една тешка, би рекол, финансиска ситуација, затоа што имаме многу плаќање за пенали за луѓето, за струјата која што ни е веќе договорена до декември 2016 година, потоа испораката на феросилициумот со кој што имаме некои клиенти и долгогодишни договори, задржувањето на луѓето на работа, плаќањето на струјата од 1 мегават кој што мораме да ја купуваме понатака заради одржување на системот на производство, сето тоа носи многу големи трошоци. Да, трошоци кои што немаат никаква рентабилност, а сепак во друга ситуација да биде Југохром дури и на прагот на рентабилноста како што сме работеле досега, дава нели повеќе мотивирање за да се инвестира во филтрите, иако денешниот заклучок, можам да кажам, на бордот на директори беше дека ќе продолжиме интензивно да работиме на планот на системот. Дали Југохром се чувствува виновник за загадувањето на воздухот во Тетово? Да. Еднаш беше прекината работата минатата година, минатата зима, во траење од 3 месеци, ако не се лажам. Но загаденоста во Тетово не се намали драстично. Точна констатација. Значи, јас секогаш во секој мој интервју сум кажал, Југохром има општествена одговорност и Југохром се чувствува виновен за загадувањето, не само во Тетово и во околината. Но да се тврди тезата дека Југохром е најголемиот и единствениот виновник, тоа никогаш не сум се сложувал и затоа цврсто ја бранам тезата дека општината Тетово и околината мора да ги бараат факторите и причините на друго место, не кај нас. Ова се некои податоци кои јас се максимално транспарентни до Што покажуваат? Ова се податоци кои што се максимално транспарентни, може секој да ги добие на сајтот на Министерството за животна средина, каде што јасно покажуваат просечните вредности на загадувањето во месеците кога Југохром јануари 2014 работел со полн капацитет и јануари 2016 кога Југохром воопшто не работел. Значи гледате колку е мала разликата во загадувањето во Тетово. Тоа е случај и со февруари, тоа е случај, ова е да направиме една паралела на сите три јануари 2014, јануари 2015, јануари 2016. Значи јануари 2015 е најголемото загадување, ние тогаш работевме само со една печка. Во јануари 2014 воопшто не работевме со полн капацитет, речиси идентично како јануари 2016. Како човек кој следи оваа проблематика, затоа што сте интензивно ја следиме, да, и затоа ќе кажам, во многу пати, во многу интервјуа кажав дека загадувањето во Тетово прво единствено, значи не е Југохром најголемиот виновник, второ зависат многу пати и метеоролошките услови. Значи овие примери кои што сега ги кажувам, во јануари 2015 кога сме работеле само со една печка или со 25 мегавати речиси 20% поголемо од јануари 2014 кога работевме со полн капацитет, а во јануари 2016 воопшто не работевме, речиси идентични се со загадувањето во јануари 2014. Климата не можеме да ја смениме, може да се сменат сите фактори кои придонесуваат. Што друго сметате дека придонесува за загадувањето во Тетово? Ние правевме, пазете сега, тоа делува некако субјективна моја оценка, ние правевме многу стручни анализи. Со се што делува за загадувањето во Тетово, но тоа не сум јас, да речем, мериторен да го кажам. Не сум јас тој кој што треба да каже. Јас можам да кажам моje мислење. Јас можам да кажам што Југохром допринесува за загадувањето. Значи не само во Тетово и во целата таа околина. Факт е дека Тетово како град кој што има повеќе од 100.000 жители, посебно во пазарните денови каде што има голема фреквенција на луѓе, е нерешен јавниот превоз.
централното градско грејење. Луѓето се греат таму со улје, со стари гуми, со пластика и третиот и најбитен фактор е отпадната депонија. Тоа се најголемите, за жал, фактори кои што влијат на загадувањето на Тетово, но сепак ќе кажам, не сум јас тој кој што треба да ги решава проблемите на Тетово. Дали освен загадувањето на воздухот, Југохром прави и друга штета, загадување на почвата, која... Не, во овој момент не. Тоа се стари приказни кои што се за Југохром, односно не се само приказни, него тоа се историски факти кога се произведувало ферохром. Во овој момент не. Значи, отпадната вода имаме решено со пречистителна станица, така да воопшто тврдам под целосна морална одговорност дека Југохром во моментот не прави никаква штета на полето на загадувањето на животната средина, освен испуштањето на PM10 частичките. Господин Скендеровски, 10 минути за ова интервју поминаа. Јас ви благодарам што дојдовте во нашата програма и ви благодарам за отворените одговори и за чувството на одговорност, Абсолютно. Лична и професионална во фирмата. Се надевам дека овој проблем, градењето на филтер станиците ќе помогне, барем малце, за намалување на загаденоста, а се надевам и дека ќе најдете решение кое ќе биде погодно и за вработените во комбинатот. Па јас се надевам, јас сепак мислам дека владата како највисок извршен орган ќе најде слух за оваа проблематика, значи генерално зборувано и за социјалниот аспект, значи на вработените, за можноста Југохром барем да работи со одделен процент на капацитет на производство додека филтер станиците се градат и мислам дека добро би било секогаш да се слушнат двете страни на вистината. Ќе ја следиме приказната. Благодарам уште еднаш. Го следевте 10-минутното интервју на ТВ21, разговорот со директорот на металуршкиот комбинат Југохром од Тетово, господинот Васко Скендеровски. Продолжуваме со вестите на македонски јазик на нашата програма.